Биткоин повторно доби сигнал што во минатото се појавуваше пред големи движења на пазарот. Се работи за така наречениот Golden Cross сигнал, што е еден од најследените биткоин индикатори, а ова првпат се случува од 2023 година. И токму поради тоа повторно почнаа споредби со периодот кога биткоин излезе од bear маркетот и почна да расте. Последен пат кога се појави ваков сигнал, биткоин беше околу $16,000. После тоа следеше огромен раст и цената стигна над $31,000 во првите месеци од 2023 година. Подоцна во септември повторно се појави сличен сигнал и по тој период биткоин продолжи со уште посилен раст во наредните месеци. Сега повторно се појавува истата работа, па нормално е зашто овој сигнал повторно е во центарот на вниманието. Во моментов биткоин е над $83,000. Тоа значи дека пазарот повторно се ближи блиску до многу важни нивоа, а дел од инвеститорите што купиле во последните 155 дена повторно се во профит. Тоа често се гледа како знак дека пазарот добива дополнителна сила. Важно е да се напомене дека има и две многу важни зони. Првата е околу $92,000. Тоа е нивото каде што пазарот би почнал значително да се загрeva. Ако биткоин стигне тамо со силен моментум, можно е движењата да станат уште поагресивни. После тоа следи зоната од околу $104,000. Тоа веќе се смета за многу жешка зона каде што пазарот би можел многу брзо да се движи во двете насоки. Интересно е што дел од трейдерите сега гледаат на $60,000 како можно дно на овој циклус, односно сметаат дека најлошиот период можеби веќе поминал и дека биткоин повторно влегува во фаза каде што моментумот се враќа. Секако ова не значи дека биткоин мора веднаш да продолжи нагоре без никаква корекција, но поентата е што вакви сигнали претходно се појавувале пред големи движења на пазарот. Токму затоа сега повторно има огромно внимание околу овој Golden Cross и дали биткоин подготвува нов поголем breakout. Ако историјата повторно се повтори, ова би можел да биде еден од најважните сигнали што пазарот ги има добиено во последниот период. Кое е вашето мислење? Пишете ни подолу во коментар и не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на нашиот канал.